Почитувани, уште не се исушило мастилото од подписот на министерката за финансии Нина Ангеловска од последното задолжување од 62 милиони евра, а веќе се најавува ново задолжување од над 40 милиони евра. Повторно Заев наредува, а Нина исполнува. Во вторник, 24 септември, Министерството за финансии преку аукција на државни хартии од вредност ќе ја задолжи државата за најмалку 40 милиони евра. Со тоа, Министерството за финансии и владата под директна контрола на Зоран Заев ќе ги задолжи граѓаните за 102 милиони евра за една недела. Повторувам, 102 милиони евра за една недела, а ефект од тоа граѓаните и државата не гледаат. Јавниот долг веќе надминува 5,3 милиарди евра. А ништо од тоа нема. Капитални инвестиции се кратат, нема проекти, нема нови мерки. Граѓаните се се посиромашни. Капиталните инвестиции од почетокот на годината до јули изнесуваат само 24,5%. Повторувам, само 24,5% за повеќе од половина година. Да биде уште пострашно, овие огромни задолжувања се случуваат во период кога се погласно се зборува за нови 3000 вработувања во јавната администрација кои доаѓаат како последица на коалициски договор на партнерите од власта. Тоа се нови 3000 вработувања со кои што треба да се мотивираат и онака членовите на апатичната власт да излезат на избори. Затоа Македонија тоне во рекет, криминал и корупција. Затоа гледаме како луѓе се иселуваат и ја напуштаат државата. Заради нивното расипничко однесување, економијата е во колапс. Се случува крах во образованието, земјоделието, здравството. Се случува крах во секоја една пора во општеството. Македонија се празни, а се полнат Луи Витон торбите на функционерите од власта. Оваа власт во заминување ќе одговара за се и пред законот и пред народот. Време е за смена на СДСМ. Време е за предвремени парламентарни избори. Потребна е обнова на Македонија. Ви благодарам на вниманието.